пуштена во употреба амбулантата во населеното место Катланово. Почна да функционира подземниот катастар во Македонија. Работилница за информацијска сигурност во организација на Дирекцијата за заштита на лични податоци. Трибина на тема заштита од пожари во станбените згради. На 1 мај во Кучково традиционално ќе се организира манифестацијата Ден на крстот. Утре ќе се прска против ларви од комарци. Во населеното место Катланово во општина Петровец денеска беше пуштена во употреба амбулантата по општа медицина. Истата подолго време беше во изградба, а ќе обслужува околу 2000 жители на Катланово и околните населени места. Новата амбуланта е дел од проектот на Министерството за здравство за градење на 17 амбуланти во рурална средина. Томислав Атанасовски има деталите. Во населеното место Катланово денеска свечено беше пуштена во употреба новата амбуланта по општа медицина. Истата подолго време беше во изградба, а ќе обслужува преку 2000 жители на Катланово и околните населени места, кои повеќе нема да одат за километри за да стигнат до најблиската здравствена установа. Правото на пристап до квалитетна здравствена заштита е уставно загарантирано право и затоа мора на сите граѓани да им се овозможи пристап до здравствени услуги. Нето површината на оваа здравствена амбуланта, која е од огромно значење за жителите од Катланово и од околните населени места, изнесува 82,3 метри квадратни. Инаку денес сме сведоци на отварањето, свеченото отварање на амбулантата во Катланово. Инаку на тендерот што беше распишан од Министерството, понудата што дадовме ние беше најдобра и заради тоа ние ја добивме ова амбуланта. Во оваа амбуланта ќе се дават услуги на поголем број население и поопширно, па повеќето од 7 села ќе бидат тука вклучени, како што е Бадар, Градманци, Летевци, Кожле, Блаце и други, во кои што повеќето од населението е повозрасно. Наша цел првенствено е да ги услужиме луѓето најдобро што можеме, да се трудиме услугите кои што ќе ги дадеме, да ги задоволат нивните потреби, нивните барања и се што е во наша можност од медицинска гледна точка и од човечки и од етичка, ќе се трудиме да биде најдобро што може во рамките на нашите можности. Според планот, ново изградената амбуланта има една просторија за прегледи, картотека, просторија за медицинска интервенција и се што е потребно да има една примерна здравствена амбуланта. Потребната документација за изградба на овој објект е изработена од страна на општина Петровец. Денеска конечно сме сведоци на тоа свечено отварање, каде што жителите на Катланово и околните села што гравитираат со Катланово ќе бидат обслужени со здравствениот дом. Поради поголемата далеченост од градот, ова беше неизбежно и нужно, потребно за ова населено место. И сме во голема благодарност до општина Петровец и градоначалникот затоа што направи напори за да се случи ова денеска што ги имаат жителите на Катланово. Очекувам недолго време. Ја бев и од темелите која се поставува и секогаш информирав што се случува со незе, како се случува. И еве го сега овој ден, свечан ден го дочекавме, кај што ќе одиме во убава амбуланта у прав смисол што се вика, за едно вакво населено место. И многу ни е драго што се отвори оваа амбуланта. Сметаме дека ќе биде услугата све поубава и поубава, на погорно ниво и погорно ниво ќе биде. До сега немавме амбуланта, мислам, одевме у Петровец, ние таму ни беше најблиска амбуланта, ни беше Петровец. Новата амбуланта е дел од проектот на Министерството за здравство за градење на 17 амбуланти во рурална средина, а со изградбата на овој здравствен дом се подобруваат условите за живот на жителите на населеното место Катланово и околните рурални средини во општина Петровец. Започна да функционира подземниот катастар во Македонија, со што ќе се овозможи евидентирање на целокупната електрична, телекомуникацијска, водоводна и останата мрежа што се наоѓа под објекти и на неизградено земјиште, а ќе се намалат оштетувањата на подземната инфраструктура. Компаниите ќе добијат собственост над оваа инфраструктура.
Со впишувањето на првиот инфраструктурен објект на Македонски Телеком и издавањето на имотниот лист почна да функционира подземниот катастар во Македонија. Со ова се создадени можности да се евидентираат сите подземни инфраструктурни објекти, со што во иднина би се намалиле нивните оштетувања, што до сега се правеа при разните ископувања на земјиштето. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески на денешната пресконференција истакна дека придобивките од воспоставувањето на инфраструктурниот катастар се огромни, бидејќи ќе се добијат информации за искористеноста на просторот, ќе се намалат оштетувањата на подземната инфраструктура, а и компаниите ќе добијат сопственост над оваа инфраструктура. По 22 месеци макотрпна работа на вработените во агенцијата, на 22 април Агенцијата за катастар и недвижности воспостави катастар на инфраструктурни објекти и го издаде првиот имотен лист на Македонски Телеком АД Скопје. Има податоци за каде се наоѓа, значи на која длабочина, кој вите и на истиот исто така може да се запишуваат хипотеки и други товари. Создадени се услови за запишување на телекомуникацијската инфраструктура и ја користам оваа прилика да ги повикам како денес присутните компании, така и сите останати кои располагаат со соодветна градежно-техничка документација, час поскоро истото да ја достават до Агенцијата за катастар на недвижности и да добијат имотен лист. Законскиот рок да извршат упис на истата е заклучно со 24 април 2018 година. Придобивки од воспоставувањето на инфраструктурниот катастар се огромни. Имено, ќе се добијат информации за искористеноста на просторот, по однос на подземните инфраструктурни водови и другата инфраструктура со цел полесно донесување на урбанистичките планови. Ќе се овозможи превенција од штета на инфраструктурните водови, спречување и намалување на трошоците за директни и индиректни штети, што би резултирало со оптимално управување на инфраструктурата. Ќе се добие сопственост на инфраструктурата, со кој што ќе располагаат приватните компании. Ќе се имплементираат и, односно веќе се имплементирани услови за запишување на хипотеки, закупи и други товари со цел да се може да се обезбедат хипотеки или други средства од банките со цел и понатаму да има инвестиции во оваа област. Министерот за транспорт и врски Милена Киески, кој присуствуваше на денешната промоција, нагласи дека со подземниот катастар ќе се овозможи евидентирање на целокупната електрична, телекомуникацијска, водоводна и останата мрежа, што се наоѓа под објекти и на неизградено земјиште. На некој начин со ова се надминува еден долгогодишен проблем, а тоа е непостоење на подземен катастар во Република Македонија. Подземниот катастар ќе овозможи евидентирање на целокупната електрична, телефонска, водоводна, комунална и останатата мрежа, што се наоѓа под објекти и на неизградено земјиште во изминативе неколку години, при што се појавуваат огромни проблеми при реализација на голем број на проекти, но исто така и при изведба на истите граѓани остануваат без електрична енергија, вода, телефон, интернет, поради уништена инфраструктура за време на изведба на градежни работи. Главниот извршен директор на Македонски Телеком Жарко Луковски истакна дека за компаниите воспоставувањето на подземниот катастар е голема придобивка, затоа што ќе се намалат штетите на инфраструктурните кабли што се прават при одредени градежни активности. Без сомнеш ова е огромна придобивка и за компаниите, затоа што само што се воспоставува ред на градењето и на работењето со овие инфраструктурни кабли што кај нас постојат и кај другите компании, тоа се цевки или кој год друг материјал, се олеснува многу и планирањето и заштедите во компаниите. Заради тоа што денеска се соочуваме дека за безмалку огромен број на нови градби мораме да правиме изместување на постоечката инфраструктурна мрежа, што за жал ефектира и да голем број на корисници останат без тој сервис, значи да немаат интернет, да немаат телевизија, да немаат телефони. Ние тоа не го сакаме, тие што сакаат да градат и тие не го посакуваат, за жал тоа е состојба што е денеска на лице место. Значи ова многу ќе помогне да се овозможи добро планирање, да се овозможи заштеда во планирањето, во самата изградба и во воспоставување на новите мрежи.
Дирекцијата за заштита на лични податоци со помош на инструментот на Европската Унија денеска и утре во Скопје организира меѓународна работилница за информацијска сигурност и тимови за брза реакција во врска со компјутерската сигурност и заштитата на личните податоци. Дирекцијата за заштита на лични податоци организираше меѓународна работилница од областа на информацијската сигурност. Директорот на дирекцијата Димитар Георгиевски истакна дека не може да се занимари фактот дека компјутерот е прецен направа за обработка на податоци, а неретко и за лични податоци. Токму од овие причини со поддршка на TAIEX инструментот се прават напори за успешно соочување и сузбивање на различните видови на сајбер закани и криминал. Ваквите работилници, меѓу другото, имаат за цел и подигање на свеста на луѓето во насока на превенција и безбедно користење на компјутерот, додаде Георгиевски. Денешниот настан е организиран со поддршка на Европската комисија во врска со помошта за воспоставување на национален тим за брза реакција при компјутерски инциденти. Дирекцијата за заштита на лични податоци, како и секогаш, проактивно се вклучува во оваа иницијатива, која е всушност на Министерството за информатичко општество, но ние во нашиот дел од аспект на наша надлежност еве денеска со присуство на експерти од повеќе европски земји, но и членки и релевантни учесници од домашните институции, како од приватниот, така и од јавниот сектор, дискутираме за ова прашање и сметаме дека со заклучоците ќе допринесеме кон воспоставувањето на национален тим за санирање на инциденти од компјутерски криминал, таков какво што на Македонија и треба. Искуството покажува дека на нашата држава и треба ваков субјект, кој што едноставно би имал за задача не само да реагира во случај на компјутерски инцидент, туку и со превентивни активности да создава клима за безбедно учество на интернетот од страна на сите кои што се вклучени во него. Според направените анализи на Дирекцијата за заштита на личните податоци, на резултатите од спроведените надзори во 2013 година, се помасовен е автоматизираниот начин на обработка на личните податоци, односно обработка преку софтверски апликации, со што најчистите повреди при обработката на личните податоци е неприменувањето на соодветно ниво на технички мерки, кое пак подразбира несоодветна компјутерска и информацијска сигурност. Инсталациите и опремата за заштита од пожари се најважни за локализирање, но и за спречување на евентуален пожар во станбените објекти. Ова беше истакнато на денешната трибина на тема заштита од пожари во станбените објекти. Противпожарниот сојуз на град Скопје денеска одржа трибина на тема заштита од пожари во станбените згради, улогата на управителот односно заедницата на сопственици. На трибината стана збор за актуелните состојби со заштитата од пожари во станбените згради и правната регулатива, за стандардите и нормативите на инсталациите и опремата за заштита од пожари во зградите, како и за оперативно-тактичките аспекти во услови на пожар. На трибината беше истакнато дека инсталациите и опремата за заштита од пожари во зградите се во многу лоша состојба, а единствен начин да се подобри состојбата се инспекцијските надзори и сервисното одржување и контролното испитување на опремата за заштита од пожари. Препораки кои што би воделе кон подобрување на состојбите. Прво, значи, во плановите да се предвиди редовно сервисно одржување и контролно испитување на опремата и инсталациите за заштита од пожари во зградите, таму каде што ги нема да се предвиди набавка и опремување на зградите, да се уреди режим на чување. Навистина е голем проблемот со чувањето. Веќе кажав на опремата, заклучување со катанци, со синџири и така натаму, но во планот еве да се дефинира и режимот на чување на опремата, за да може секој возрастен станар, ако има евентуална ситуација на пожар за потреба да интервенира. И да се организираат обуки и вежби за заштита од пожари. На 1 мај во селото Кучково традиционално ќе се организира манифестацијата Ден на крстот. Предвидена е богата културна и спортска програма, а за гостите ќе биде подготвено познатото војничко гравче, кое ќе го приготват првокласни готвачи од интендантската единица при Арама.
Гостите ќе можат да се потсетат и на подзаборавените селски спортски игри, како фрлање камен од рамо, трчање во вреќа, сечење трупци, тегнење на јаже, носење јајце со лажица. Денот на крстот е многогодишна традиција на жителите на Кучково и околните населени места. На овој ден селаните со години се собирале на местата околу црквите носејќи си храна, пијалок, па со зурли и тапани празнувале цел ден. Во местото наречено Јазбине постоело и многу старо обележје кое всушност е еден крст од камен, каде што сега се одржува главната манифестација, објаснуваат од општина Ѓурче Петров кои се организатори на настанот. Градоначалникот на Ѓурче Петров Сокол Митровски во 2005 година поведе иницијатива за возобновување на овие традиционални средби, но со современи содржини. Манифестацијата прерасна во препознатлив бренд. Во 2010 година првпат во Скопската околина се случи еден собир да има над 10.000 посетители. Минатата година на настанот присуствува околу 7.500 лица, а годинава доколку времето биде добро се очекува таа бројка да надмине 10.000. Годинава како гости ќе бидат присутни представници од општините Киселавода, Илинден и Кочани. Свечена литургија ќе одржи архиепископот Охридско-македонски господин Стефан. Покрај спортските содржини на собирот е планирана и богата културно-забавна програма, во која ќе учествуваат познати имиња од македонската естрада, изјави портпаролот на општина Ѓурче Петров Момо Николовски. Градот Скопје ги известува граѓаните дека ќе изврши авионска дезинсекција против ларви од кумарци во Скопје. Првиот наврат на авионската дезинсекција против ларви од кумарци ќе започне да се реализира утре во периодот од 7 до 11 часот. При тоа ќе бидат опфатени сите мочуришта, канали и стоечки водени површини во градот Скопје и неговата околина, како и течението на реката Вардар. Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на авионската дезинсекција, истата ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни во истиот термин. Се известуваат пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Реал Мадрид го победи Бајерн Мюнхен со 1:0 во првиот натпревар од полуфиналето во Лигата на шампионите. Макаби се приклучи на Барселона на Final Four турнирот во Милано од кошаркарската Евролига. Спортските вести се веднаш по рекламите.